Поводот ни е семинарот кој што треба да се случи на 6 април на Филозофски факултет, нели, каде што ќе се зборува за болести за зависност, диагноза и третмани и некако со секојдневието и со се она што не преокупира, одамна не сме зборували во нашава утринска, нели, поврзано на оваа тема, па еве нека биде тоа повод денеска вашето гостување, малку да начнеме темата, а и се разбира да ги поканиме и да зборуваме и за семинарот кој што се организира на 6 април. Добро утро, добро ни дојдовте. Добре ве нашо. Благодариме за одвоеното време во утринската. Ги имаме доктор Павлина Васков, се извинувам, невропсихијатар, и Фики Гаспар, психолог. Уште еднаш ви благодарам за одвоеното време. Веднаш да почнеме, нели, и да стартуваме кои се најважните аспекти за диагнозата, нели, и лечењето на болести од зависност. Моментално во однос на менталното здравје, болестите на зависност за жал преднача со бројка. Јас цел свој работен век во психијатриска болница Скопје имам работено, попозната како Бардовци, и ако е основана таја за третман на лица кои што имаат психички проблеми, сега веќе 2/3 од пациентите кои што се третираат таму се зависници, било од алкохол, било од дроги, а 1/3 е останата за душевни болки. Така да пак ќе речам, голем е подемот за жал, особено младите. Многу малку луѓе сакаат за жал да работат со зависности и заради тоа и овој семинар со Гаспар го организиравме. Третманот не е многу, можеби, така едноставен и лесен, за жал. Долго траење, порано се сметаше дека секој зависник од прилike треба година дена да биде под психијатриска и психолошка контрола. Па стасавме до 3 и веќе Светска здравствена организација вика дека сепак 5 години треба да некој биде под третман, што не значи постојано дека треба во болница или да се наоѓа во дневна болница или амбулантски, меѓутоа треба да биде под контрола. Третманот, пак ќе речам, е тежок. Гаспар повеќе ќе ви каже за семејствата, меѓутоа никогаш не смееме нити можеме да го третираме само зависникот. Обавезно мора да се третира целото семејство, бидејќи и болеста е на целото семејство. Еден пие алкохол, еден зима дрога, еден се коцка, тоа не спомнав, е во голем подем коцкањето. Ако во еден ден ми дојдат, да кажам, 10 клиенти, барем 4-5, половината скоро се зависници од коцка. Свесноста кај, нели, за да се пристапи кон лечење. Статистиката што вели? Првенствено е кај оние кои што се зависници или го спомнате семејството кои што највеќе имаат, нели, покрај зависникот, или тие се претежно иницијатори? Иницијатори скоро никогаш не се. И кога е најуспешно лечењето? Кога самиот зависник нели се пријавува, веќе чувствува дека му е потребна помош, или семејство? Па они, знаете, осеќаат дека имаат веќе проблем, меѓутоа самите не можат да го разрешат, бидејќи зависноста сепак е многу тешка. Треба да додат до некоја фаза. Јас до сега 42 години веќе работам, само 3 или 4 сум имала пациенти кои што дошле доброволно, самите сватиле дека имаат проблеми, дошле на лекување. Најчесто доаѓаат под притисок на семејството. И наша е задача всушност да ги мотивираме зависниците за третман. Тоа е уствари првиот чекор и најтешкиот чекор, бидејќи они сите викаат, знаете, има српска една поговорка, с ким си такав си. Они се дружат во такво друштво кај што сите пијат алкохол, сите зимаат дрога, сите одат на коцкање, цело друштво одат на коцкање, така да и они мислат дека целиот свет се врти околу нивната зависност и не осеќаат проблем самите. Макар да колку им е тешко, кога ќе остават некој ден, кога ќе се предозираат малце или кога се во абстиненцијална криза за било која од овие субстанци, така да, пак ќе повторам, многу ретко, скоро воопшто самите не доаѓаат, најчесто е под иницијаторство на семејството и заради тоа мораме и целото семејство да го лечиме. Имаме абстиненти кои што еве ги пратили во странство, во разноразни комуни и така натаму, седеле година, 6 месеци, се враќаат во истата средина, ако не се третира семејството,
во истата средина, со истиот стил и начин на живење, во истото друштво и многу брзо повторно Да, него му се доаѓа. враќаат. Па истото му доаѓа и заради тоа јас многу сакам обавезно, ама обавезно вклучувам психолог, бидејќи едно е ја да му дадам лекови, да се смири кризата абстиненцијална, анксиозноста, било зависи што е проблемот актуелно, меѓутоа мора да го смени начинот на живење. Всушност во тоа се состои лекувањето. Не е он да се детоксицира. Ја било кој ќе земам у соба, ќе го заклучам. Нема да се коцка, нема алкохол, нема дрога. Но што кога ќе излезе од собата? Меѓутоа работата е кога ќе излезе, значи он мора да стане свесен дека треба да го смени друштвото, треба да го смени стилот и начинот на живење и тоа е всушност лекувањето. Да. Кога сме кај лекувањето, Фики, да се надврземе? Ова што го кажа доктор Павлина е одлично. Значи првото нешто ние што го гледаме во пракса, кога доаѓаат, тоа сакав да го спомнаме дека многу често се под одредени импресии дека може да го контролираат. И они го објаснуваат така на начин, ама знаеш, сите го правиме сега тоа, нормално е, па јас можам да застанам кога сакам, од мене зависи. И кога ќе утврдат дека не зависи баш од нив, туку е начин на однесување, behavioral проблем, би кажал посебно за коцкањето, можеме да видиме дека има поголема мотивација и промена во однос на превземање на нешто, веќе сакаат да го решат, затоа што сваќаат дека и контролата не лежи баш кај нив. И овде, како што кажа докторката, семејството е многу важна и средината, затоа што многу истражувања покажуваат дека работење на тоа го решава проблемот долготрајно. А како што кажавме, нели, само ако се насочиме кон таа личност, враќањето во средината ни го враќа истиот проблем. Јасно. И многу често гледаме во пракса дека по одредена криза, животна криза, не врзана за зависност, има многу често навраќање на старото однесување, кое што ни укажува дека од аспект на психолошката состојба е многу одговорна за посегнувањето или ние што викаме врзување со некоја од зависностите кои што пополнуваат одредена дупка или се замена за некоја решение на некој проблем. Имаме, нели, позитивно врзување, кога имаме одредена психолошка состојба, и негативно каде што влегуваат зависностите. И тоа е, мислам, голем проблем. И многу често кај нас кога доаѓаат, точно е дека најчесто, па скоро секогаш би кажал дека доаѓаат по инсистирање на блиска личност, по насока од па и друг професионалец. И тука е целта ние да можеме да го вметнеме целата средина и семејството, а некои истражувања укажуваат и работа и со заедницата за да се промени, затоа што во одредени моменти има и културолошки ефекти на тоа, како што кажа докторката, знаеш, друштвото, тој предел кај што живее личноста, ако сите се попиење, и тоа е нормална прифатлива работа, нели, уживаат во алкохолот, тука веќе зависноста доаѓа на едно, треба да се борите на едно малку по-друго ниво, затоа што па и самиот социјален момент бара од личноста да седне, да се напие, а тоа е веќе проблем затоа што сепак да зборуваме за зависност. Така да има многу аспекти. Има многу аспекти, но се тоа е индивидуално. Јас сметам дека и одам немаме некоја ударна кампања, нешто што државата би преземала како порано, нели, порано имаше навистина големи кампањи кои што уште ги пометиме поврзани со дрога и така натаму. А ова што го спомнавте, големото зло, коцкањето, кое што верувам дека е најзастапено во овие изминати години, во поново време, за жал, да. И сега знаете како ние имаме и отворена телефонска линија и канцеларија кај што работиме све. Најчесто, знаете кога доаѓаат, кога другарот негов, комшијата, пријателот кој што го имал истиот проблем, бил кај нас, се лекувал и веќе воспоставил абстиненција, се средил, почнал да работи. Како пример позитивен. И го осеќа како позитивен пример и тогаш некако се освестува и семејството и самиот другиот, неговите пријатели, да дојдат повторно кај нас. Најголем број пациенти што доаѓаат е на тој начин. Позитивен пример. Позитивен пример. Како едно семејство, се извинувам, еве, кога сме веќе кај таа тема, нели, како да се детектира, како да се донесе тоа лице,
Тоа е веројатно прашањето кое што ги мачи и оние кои што не гледаат имаат нели во нивна блиска околина во семејството таков. Најтешко е всушност првиот чекор и јас секогаш викам со првото доаѓање веќе 50% од проблемот е разрешен. Другото веќе ние само можеме да помагаме. Обично бараме некој член од семејството да го донесе кој што е важен за него. Дали е другарот, еве кој што веќе реков воспоставил абстиненција. Дали му е кумот, затоа што родителите, еве за младиве сега зависници од коцка конкретно или од дрога, тие се помлади, тие пробале све што можат. И во странство ги однеле, и на некој доктор ги однеле, и самите ги заклучувале по викендици каде све не ги носат и не успеале. Треба некој од надвор да се најде кој што има авторитет врз тоа лице да го освести малце. Да. Веројатно тоа е најголемата помош денеска во овој наш разговор за оние лица кои што навистина има потребно. И обично доаѓаат и прифаќаме ние и семејствата, мајка, татко, било кој да дојде без зависникот, ги упатуваме еве со нив заеднички, наоѓаме некоја стратегија како да дојдат за лечење, особено пак за коцка, за дрогата толку не, па и за дрогата, за алкохолот не до толку, огромни долгови имаат за нас. Македонци 20-30 евра да должите некаде, особено сега онлайн што е овакво. Брзи кредити се даваат без никакви хипотеки или друг член од фамилија близок да учествува. Тоа се огромни пари, знаете, и они еднаш веќе како фамилија зеле некој кредит, раздолжиле 10.000 евра. Ама по 3 дена повторно доаѓаат 5, 10, 15.000 евра. Сега едно момче беше од натрешноста, 21 година, дете, па буквално дете. Да, И мајка му вика, јас вика доктор, ке мислев дека син ми не е како другите деца, не оди по диска, не пие, не се опива, си седи дома во соба, нешто чита, гледа, и мислев, мојов син е најдобар. Кога вика, одеднаш излезе 15.000 евра. Тој на мобилен телефон, значи он уопште не доаѓа во контакт со пари. На мобилен добива некакви брзи кредити, се јас сум малце по возраста, не се разбирам, меѓутоа добива пари, ги прокоцкува, повторно му фалат од друга оваква, од друго, онлайн се клади, ги губи парите, после тоа пак од друга, од една земал пари, се задолжи, но оди не се меѓу себе поврзани и кога дошло до 15-20.000 евра, тој морал веќе почнале да му претат, и тоа се долгови. Што он мора да ги врати, кај да 20 години од каде. Јасно. И така се упропастува живот. И всушност целата фамилија беа... Кои се најефикасните начини за третман, превенција? Прво нешто што сакам да додадам е дека треба да имаме во предвид дека покрај зависноста имаме најчесто пропратни психолошки состојби кои што се тешки. Во многу чести случаи претпоставам и друга патологија се пројавува, но тоа ќе го каже докторката во однос на психичката состојба, но психолошки се појавуваат и многу други проблеми. Анксиозност, депресија, значи некогаш во такви ситуации како што ги спомна доктор Павлина се работи и за суицид и за обиди, нели, кога веќе пошто тоа влие на целото семејство, на целата околина. Мислам, сите страдаат во тој момент. Така да тоа е нешто кое што кога барем кај нас доаѓаат, мора убаво да го утврдиме, да видиме докаде е состојбата, пошто некогаш почнувате со работа и по одредена сеанса имате некоја информација, дали од член од семејството и од некој кој што тие држале како тајна, за нешто е вако, како огромен долг, за некоја закана, за нешто, кој што во тој момент они не сметале дека е важно. Но, тогаш кога ќе испадне, како му дава многу различен тек на како ќе се движат работите. Во однос на третманот, мислам дека докторката најубаво ќе каже, јас сакам да кажам дека превенцијата е, нели, клучна ако може да се направи, ако не сме веќе дојдени до состојба на зависност. Но од однос на психолошки аспект, ние што можеме да го работиме, нели, покрај работа со еден на еден со личноста и проценка на самата личност, секако мора да го вклучиме семејството. Затоа што во многу состојби гледаме дека одредени психолошки потешкоти, проблеми во релациите помеѓу семејството, трауми поминати почнуваат да влијаат на начин на кој што таа личност кој што ни се јава симптомот зависноста, баш зависноста потекнува од тоа.
Многу често, дали од едноставни причини, па и до многу покомплексни причини. А они не се свесни, извини. Не се свесни тие, секако, затоа сме ние тука. Мислам да поработиме на тоа. Но друга страна, еве примерот што го кажа докторката, де секогаш може да се превенира, затоа што мајката не била ни свесна дека тој на својот телефон. Така, но зборувам ја малку поназад кога нешто се случува кое што ги влече нив кон врзување со одредена зависност. И тоа е момент каде што ние во самиот разговор некојаш малку се навраќаме назад, нели? И трансгенерацијски ги гледаме некои работи, гледаме дали некој во семејството бил зависен од нешто, кој што мислам исто дека е многу важна работа, затоа што ако се пројавува зависност и уназад, некако на личности е повозможена да се пушти во таква зависност, за разлика од тоа која е првата личност во одредено семејство. И некогаш кога ги прашуваме тие работи на почеток и го гледаме, самите личности, посебно семејството кога доаѓа, не може да свати зошто ние го зборуваме тоа кога они моментално имаат проблем со, да кажеме, еве детето. Значи не им е јасно. Така да секако е многу индивидуално, нели, таа е целта, но има одредени плани, програми кои што се работи, барем од психолошки аспект, со кои што, нели, целта е да се види симптомот како настанал, што го одржува симптомот, го влошува и што можеме ние како терапевти да направиме за да ја подобриме ситуацијата, семејната ситуација, релациите, за да може да му ја дадеме таа поддршка на клиентот или пациентот, за да може, нели, да се избори полесно и да остане долг период да биде во абстиненција, да. Долга ни е темата, но ќе одвојуваме време затоа што навистина има што да се спомене и навистина треба да се поттикнат и семејствата и младите, нели, во тој контекст да малку повеќе обрнат внимание. Тоа е и целта за семинарот, за кој што, нели, ни е поводот и гостувањето генерално како инспирација, нели, за овој разговор на 6 април, Фики. Тоа е на 6 април, почнува во 10 часот на Филозофски факултет во свечената сала. Предвидено е за професионалци, но и за сите кои што сакаат и се интересираат. Ќе имаме тројца предавачи, од кои што првиот предавач ќе ни биде докторката, која што ќе го покрие најголемиот дел од аспект на психијатриска работа и директна работа со пациенти. Мојата колешка Илинка Васков ќе го работи делот со личноста на зависникот и како да се работи на третман со тоа, а јас би ги покрил семејствата и зошто е толку важно да се работи со нив. Исто така ќе имаме и практичен корисник порано кој што бил, кој што ќе го сподели своето искуство и својот пат како успел и што се случувало за време на процесот, нели, животот кој што го поминал, и мислам дека практично ќе дадеме простор да се видат и позитивни резултати кои што се многу битни. Некогаш сме доста демотивирани кога работат семејствата, тие не очекуваат дека ќе го решат тоа, затоа што знаат да се провлекува низ години. И мислам дека ќе биде доста позитивно, а исто така ќе имаме и одредени насоки, ова ќе го покрие докторката, за што можат да направат одредени групи каде што се собираат, кои што можат да помогнат. Групи за поддршка. Тоа работиме во Даре Джамбас, може да продолжи. Реков, лекувањето е тешко, меѓутоа првиот дел е, да кажам, чисто лекарско-психијатриски терапија, лекови и така натаму. Има една стара поговорка, лесно е да фати женска, ама треба и да ја задржи. Исто е, лесно е да се воспостави. Колку да им изгледа тешко и на самите зависници, и на семејствата. Многу е тешко да се воспостави абстиненција, ама многу е уште потешко да се одржи. Заради тоа што живееме во таа средина, вие влезете во кој маркет сакате, бар на 2-3 места има алкохол. Ако до млекото не го видите пивцето, ќе одите леп да купите, повторно има алкохол групирано и последното вие пред касата, ако сте заборавиле да купите, повторно да си купите.
За коцкањето исто излезете по Бог Кога која излезеш сакате. одма до маркетот? Одма е коцкарница и има продавница за пари, многу интересно да смислила името. Значи, во сите тие кои што ги имаме обкружувања, они треба да ја одржат абстиненцијата, не можат помалце. Знаете, има, викаат помалце, па ја една голтка ќе се напијам или малце ќе земам другичка па ќе престанам. Не може. Да. Или треба тотална абстиненција, или се враќа повторно на старо и заради тоа водиме групи за поддршка, кај што доаѓаат целите семејства. Јас во четврток работам еднаш неделно во Даре Џамбаси, од 6 до 7 е групата, кај што имаме стари абстиненти, кои што веќе 10, 15, 20, 30 години, имаме еден 32-3 години веќе абстинира практично од кога работам. Меѓутоа се врзуваат со нас и се горди на својата абстиненција, на тоа што немаат рецидив направено и многу сакаат да помагаат на младите кои што доаѓаат. И млади имаме зависници, отворена е групата, немаме проблем. Значи, старите абстиненти, колку можам ја како водител на групата, повеќе помагаат, пошто они истото тоа го поминале. Јасно. Морам да завршувам, само да споменеме, отворено, семинарот е отворен за сите оние кои што сакаат. Во колку часот? Од 10 часот. 10 часот. Така што, нели, доколку сакате да го проследите, ете јавна покана, нели? Ви благодарам многу за едното време и нормално за многу брзо ве очекувам пак во студио.